Да, по сите информации кои што ги добиваме како локална самоуправа, капацитетите се веќе исполнети, самите стопанственици организираат и новогодишни забави. Што се однесува до локалната самоуправа, традиционално ја организираме новогодишната бајка за најмалите, која што ќе содржи доста интересни содржини, ќе имаме доста интересни гости кои што ќе ги забавуваат најмалите. Ќе дојде секако и Дедо Мраз, кој што ќе донесе пакетчиња за секое дете, кој што ќе биде присутно, така да тоа е нашето што го планираме, ќе се одвива на 30-ти, на самата новогодишна ноќ не се организира некоја специјална вечер која што е на плоштадот или такво нешто слично, туку се организира по самите локални ресторани, хотели кои што оставаме простор да ги забавуваат туристите и гостите посетители во општина Даир. Па секако тие што имаат собствени викендички или станови во Доиран се постојано наши гости за време на викендите, така и за новогодишната ноќ и сместовачките капацитети сите оние кои што ги исполнуваат условите за зимскиот период, ќе кажеме, мислам дека се веќе исполнети и преполни. Па рестораните по сите информации кои што ги имаме нема веќе слободно место за пријам на нови гости, така да мислам дека ќе има една луда и незаборавна новогодишна ноќ. Па секако, да, меѓутоа од соседите обично очекуваме гости, меѓутоа за подетални информации немаме се уште, но постојано имаме странски туристи, пред се нели во време на летниот период ги имаме српските транзитни туристи, меѓутоа се повеќе се присутни туристите од регионот, зборувам за Србија, Бугарија, Грција, кои што доаѓаат почесто во Доиран, но и надвор од летната сезона. Така да очекуваме дека и за време на новогодишните празници, односно на новогодишната ноќ и божикните празници, ќе имаме доста и странски туристи. Сега во моментов работиме со најавени поголеми групи, меѓутоа напролет се планира самите велосипеди да бидат поставени кај што некаде околу амфитеатрот, мислам дека таму е предвидена локацијата и истите со одредена апликација ќе може да се изнајмуваат од било кој турист во било кој момент. За таа цел има обезбедено и апликација со самата набавка од југоисточен плански регион, односно во самата тендерска постапка беа и софтверите вклучени. Мислам дека би требало да почне да функционира со цел капацитет некаде од март месец, односно со доаѓањето на првите поголеми тури и повеќе туристички тури. Меѓутоа фронтовата линија работиме се уште на тоа, затоа што навистина тоа ќе биде еден поголем проект, поголем зафат и поголема организација. Се работи за подолго патување, се работи за повеќе содржини кои што треба да се посетат и затоа овде бара поголема организација, меѓутоа се работи на тоа и веднаш по промоцијата која што се планира и на сајмите кои што ни следуваат во зимниот период и оние спотови кои што беа изработени, флаери кои што ги се работат, се надеваме дека ќе наидеме на позитивни реакции и овие тури ќе бидат овозможени од страна на новото јавно претпријатие.